Гоце Стевковски познат джез музичар во нашата држава, не само во нашата држава и надвор, мене ми особено драго. Веќе, како што кажав, познат, признат, ајде малку почетоците. Што беше оноа кај вас пресудно од младешките денови да се занимавате со оваа професија? Па, веројатно од дома, поради тоа што татко ми се бави со музика, меѓутоа не професионално и некако фамилиарно сме врзани со музиката. Дедо ми исто свирал, татко ми свирал, јас и брат ми исто свириме, децава исто мои почна да свира, така да една мала династија нели на бубњари би рекол или на тападжи своевремено. Пресудно мислам дека беа утринските програми на МТВ кај што имаше стално некои репортажи од нели убавините низ Македонија, кај што идеше во позадина као музички колаж, нели Лепи сол најчесто. И оние емисии кај што беа снимени, например, Гаравет Тавитијан, која го купи дуплиот сонор, би рекол, онака, кога го видов тоа на телевизија, ми беше онака ептен, мислам, засакав некако да имам и такви инструменти, а и да се бавам со овој правец, да кажеме, во музикава, пошто едноставно ми се допаѓаше многу. Ние се запишавме 88-9 ми се чини во средното музичко училиште и тука направивме некои школски, да речеме, групи, заедно со Мучев Дарко Мучо, со Давор Јордановски, Џоле Груевски, Брейк не беше пејач едно време, исто кога почнувавме, така се разви тоа. Потоа знам дека имаше една аматерска театарска група Црв, кај што Дарко Митревски со Александар Поповски водеа такво театарско студио во МКЦ и ние таму исто нешто свиревме, мислам еднаш или два пати во неделата, како беше, не се сеќам баш најдобро. Од таму во Талични том, па настапи нели на Рокфест, на некои телевизиски емисии на Македонската радио телевизија, па со Бодан Арцовски, па со Кирил Ѓајковски, ДНО, проект во Expedition, подоцна во некои постави со Архангел. И така тоа кога помина, да речеме, како еден период, решив да се обидам да снимам некаква музика моја. И во тоа време, мислам дека нешто претходно беше Зоран Маџиров, со Зоки Маџиров снимавме ствари албум. И така се запознавме и со Кузманов, со Кире Кузманов, Трајче исто се врати, свиравме овдека во Менада некои свирки на вечер. И они помогнаа, нели, да мојот фактички прв албум биде повеќе, да речеме, на кај таа джез музика. Така започна, направивме септет фактички, така го снимивме првиот албум. Од джез дружение па до джез оркестар, многу познати, многу веќе барани да настапувате и навистина веќе можам да кажам дека го имате можеби и најглавниот примат не само во Македонија и во регионот. Дали сум во право? Ако вие така велите, да. Мило ни е што еве, да речеме, за не е тоа краток период, меѓутоа мило ни е дека успеавме да станеме институција. После оформување, нели, на Сдруженијето, го оформивме со причина да во тој период, како што ви спомнав, нели, пред малку за оркестарот и за снимањето на албумот, имаше жива сцена и се уште има жива сцена. Меѓутоа, оркестарското функционирање, да речеме, или свирење е малку поразлично од, нели, кога се бави човек со авторска музика, и тоа е, го знае секој еден човек кој што
се занимава со нашава работа, таму е скроз друга работа, едноставно кажано. Првиот концерт беше во опера и балет, кој што беше, се бараше нели нормално тоа карта повеќе, помина супер, беше многу интересно. Па следната година свиревме на Денови на македонска музика, дури ни дадоа награда за најдобра изведба на домашни автори. Некако така природно се надоврзаа концерти после тоа и видовме дека ни оди добро и се трудевме заедно со цела екипа, нормално музичарите таму од прв до последен, како и Сашко Николовски, Джијан, Кире Кузманов, Трајче Велков, Зоран Костадиновски, Туфекчиевски, Кирил, намерно ги бројам сите за да не заборавиме некој јадро, да речеме, кое што Иван Иванов, Гордан Спасовски, па и Дамир Имери и сите добронамерни луѓе кои што беа околу нас, некако успеавме да концертираме, да растеме, да не повикаат на пар фестивали, додека бевме уште оркестар на Здруженијето, да кажеме, да отсвириме во регионов. Оваа ни е трета година како што функционираме како национална установа и мислам дека имаме дека ги оправдавме на некој начин очекувањата на публиката и на сите луѓе околу нас, нели, со тоа што се трудиме да работиме професионално, да имаме наша продукција, да концертираме надвор од Македонија, да имаме гости кои што се нели квалитетни во областа, дали се тоа композитори, дали се тоа диригенти, дали се тоа солисти. Кои се настапите веќе резервирани за некој дел од фестивалите? И воопшто, каде може за годинава? За годинава. За годинава надвор од Македонија треба да силиме да настапиме во Албанија, во Бугарија и во Португалија. Во Брисел и Брисел, Белгија, поточно. И имаме за следната година во Хрватска, во февруар. До сега вака сме ангажирани, да речеме, од датите кои што ги знаеме. Низ Македонија, низ градовите ќе настапиме во Кичево, во Струмица, во Гевгелија, во Штип. И другото останува како редовна програма во Скопје, што ќе правиме работи.